рекава што гледате тука, Лабуништа го дели на два дела. Меѓутоа, сега за сега не представува некоја опасност, затоа што се пошуми горе шумата, па и критичните места се направи со бетонски шкарпи, поготово бетонски мостови. Јас што паметам за моето време од 46-та година, наваму било неколку такви големи наноси на вода. Па, али 46-та беше најголемата кога однеса неколку куќи покрај обалата, однесе неколку плевни, поплави доста голем дел на полето. Меѓутоа, од 46-та година наваму се разбира со заштитата на шумата, со козите, уништувањето на козите и шумата нарасна, така да некоја посебна опасност за сега немаме. По стариот мост имаше случаи така да еднаш две-три првачиња падна во мостот, под мостот долу. Реката за селово е важна и таа река, ова земја што е поид и го дава тој приход. Ако не е реката, не може да биде и она што се добива не може да се добие. Богат е овој пазар? Богат е. Во околина има побогат? Бога ми од овој побогат нема овој пазар во околината. Што купуваат најмногу луѓето? Што ние најмногу купуваме зелешно сега нарочно за јадење, компири, праз, луѓе работи што имат. I pogled na ovo selo, čini mi se da je ovo selo i suviše zaostalo, nekako da je živalj i suviše daleko, mislim, udaljeno od nas, daleko udaljeno od civilizacije. Onako neizvesnog vremena i, mislim, mog boravka u ovom selu i na ovoj krauli Labunište, po meni sam to donekle mišljenje. Izgleda mi da, što ne izgleda mi, nego tačno je tako da ovi ljudi iz ovoga sela nisu baš toliko nepristupačni. Dosta su oni pristupačni nama, vojnicima, i dosta ovako sarađuju sa nama, vojnicima. Prijatni su to ljudi, samo nisu ni oni krivi što ovako ovo selo je zaostalo. Nemaju oni, mislim, tih mogućnosti da ovo selo malo bolje izgrade. Imam sinovi na работа во Германија. Тие ми праќаат пари, ја ги трошам овде. Добро ли се живее во Лабуниште? Грешка нема. Што му фали на селото? На селово му фали доста нешто. Например? Прво му фали изградба на патов. Од асфалтот нагоре што не е изграден. Како друго му фали пошта немаме. А поштар имате? Пошта, и на зграда за пошта немаме. Мислам, пошта имаме, пошта немаме. Во Лабуниште до 70, преку 70, 90 неколку. Од каде најмногу? Од странство. Што им пишува, знаеш? Од кај знам ја што им пишува на затворено. За колку сати го поминуваш цело село? Лабуниште? За сат и пол, два. Колку куќи има? Има 560 и неколку. Во тоа село има доста напредни луѓе кои се ишколовале и држат низ цела Македонија, па и цела Југославија, по високи места. И сето така, бидејќи ова е печалбарско место, немат обстанок, нема живот, нема средство за понатаму да останат младиот кадар во тоа место и барат средство на подалечно. Другото останатото е поќна печалба и така со тоа се живее. Али во овие 20 години, 30 веќе сториме, кај сме ослободени,
Немаме ние никакво онака помош добиено од нигдека, нарочито од нашата општина Струга. Зашто немаме? Имаме некои мали работали, поќе сме дале него што дала општината. Значи нема она раководство кое треба да го земит за напред овој народ. Дали добро живеете? За живот се живеат со печалбари. Ево вака печалбарски живот, ќе работат 8-9 месеци, ќе дојде дома, ќе седи одвоен од фамилијата, ќе седи 3 месеци дома и пак на гурбет, ќе оди на печалба и пак за враќање пари, ако му дајат предпријатието, да му пушти па да И кај сега? Ланска година бев во Германија. Таму работав 4 месеци, не ми се свиде. Не ми се свиде животот таму, не за мој начин. И сега ова година Словенија треба да работа. Знаеш ли као одиш? Знам. Што ќе работиш? Работам као тесар зидар. Тесар зидар, така, зидар сум. Колку време ќе работиш? Таму ќе работам едно 9 месеци. 9-10 месеци. Што очекуваш да донесеш од таму? Таму очекувам една машина да донесам за мелење кукуруз за стока. И со неја после што ќе работиш? Со неја па ќе гаам дома. Живински работи некој таму. Тели него. Колку оставаш дома сега? Оставам жена и 4 деца. Како ќе живеат? Добро. Одлично. Обезбедено имаш пари за да живеат? Обезбедено имам за 3-4 месеци и да спечелам. После ќе праќаш? После ќе праќам пари редовно. Јас до сега имам работено 4,5 години во Германија и сега останав за овде да работам и денес заминувам во Словенија. И мислам ова лето да работам. И заминувам од тука како за повеќе плата. И сите мои другари од мојата возраст сме околу 46-7 млади. Ниеден нема тука. Сите се веќе отидени на работа и работат, кои останале тука, кои заминале. А од моите врстици јас сум уште останат, а овој денес мислам да заминам. Зашто одите? Па за подобар стандард, платата е подобра и работата е малце понеоптеретена него тука. Ти си бил 4 години во Германија. Што си заработил и како си ги потрошил? Па 4 години работа во Германија, ништо не останало баш онака, се е дадено веćinom по луксус. По коли, например, ова мене ми е 6-та кола. Печалбата повеќе. Значи гледат младежот, младата генерација, гледат народот како живеат по другите градишта, по другиот свет и тоа сака да го пренеси овде. Ама тоа не може да го пренеси све, пренесува онолку колку што му дава силите. Јас сум Шабан Јусковски, роден во село Лабуништа, каде и живеам. Ова е мојата куќа овде, што сум ја направил пред 4 години. Дома имам жена и едно девојче. Работам во Кичево, еве 11 години. Сода, вода, познаje сода, вода, лимонада. Може повеќе. Во текот на сезоната сум Кичево. По сезоната си доаѓам дома, обавнем домашни работи и така натаму. Што работиш дома повеќе? Веćinom полска работа, своја. Што? Па нивието, Што садиш? јонџи, ченка, сено. Ако е добра сезоната, летото, може да биде приходот поарен. Ако е кишно, може да ја заглавиш. Од прилика идет 150-200 илјади месечно. Од земјиште се издржавам. Чисто од земјиште се издржавам сам. Од моје.
Lično za svoja kućna potreba i nekoj naročiti luksus ne. Jedino doma što se sredi Имаш ли дома се што ти треба? po jus, sve što mi treba imam. Ретко кое друго село у Македонија, ето да не речем друго село, али бар друго населје кој Лабуниште, може да се пофали да така богато живее како нашето село. Нашите луѓе се вредни печалбари и продорни луѓе, ги има секаде во Југославија. Просто еден наш човек, еден просечен печалбар лабуништанец, па може да биде и наставник по географија некаде, ова го велам од тоа што нема место и катче во Југославија каде нашите луѓе не биле. Меѓутоа, и со стандардот, како што претходно напомнав, не сме лоши. Ето во Лабуништа конкретно ги имаме околу 12 дуќани трговачки кои работаат, од кои неколку специализирани, како што се, ето мојава каде јас сум раководител, Треска, Скопје, па Борово, ги имаме 2 специализирани исклучиво за текстил. Имаме касапници 2, кафани имаме 2, сладкарници, тоа дојдени, убави мајстори од Тетово. Занаечиски дуќани ги имаме околу 15 регистровани тука в село, да не ги земаме во обзир и оние околу 40 до 50 регистровани зидаро-васадески радник кои работае секаде низ Југославија. Во село? Па има проблеми. Што например? Проблеми на нарушување на јавен ред и мир со тукање, поќе, тепање, карање. Така што се разбава? Денеска ние идеме поќе за пазаров, држување на јавниот ред и мир, пазаров. Иначе друго ако искрсно нешто вака. Идеме овдека скоро, стално ние идеме овдека, секој петок на пазаров идеме, а иначе вака други дени по потреба идеме. Услови за живење најважно е што веќе се намножи становништвото, немат простор каде да се градат куќи. Се изгради многу еднодоено куќи близу ваха. Најголемиот проблем е стамбеното питање, значи. Ондах и патот од оздола што не е изграден, тој е уште поважен. Се изгради добри куќи, а уствари нема добра комуникација. Дали ли пари за некој мост? Не дали. Колку? 5.000, 10.000 негде. Доста биле ти? А? Малото големо село се збира едно. Па увек сме дали, ние и пак даваме. За мост имаме дадено, за патиште имаме дадено. Местни самодопринос поля, имаме дадено. А лаки за мостови, кој како могел. Ево неколку пати имаме по направено мостови. За еден мост во Алково село де дадовме кој 50, кој 10, кој 60. Конкретно ја имам дадено 30.000. За горниот мост во Илковци горе, со моето семејство, со децата што имам ја, 70.000 имам дадено. И работна рака што имаме дадено. А некои помалу, некои поќе. Па дадено имаме по 10.000, а иначе работни дена по 2-3 дена на секој мост. Ова е овде, погоре и на 2-3 моста се изградени од Лани до Јурнава. Имаме дадено поля. По колку? 5.000, 3.000. Као председател на местната заедница можам да кажам следното и тоа, што ова населба брои некаде над 4.500 жители кои живеат исклучиво од печалбарски живот. Меѓутоа, за решавање на комуналните проблеми во ова населба имавме повеќе потреба од материјални, односно од финансови средства. Тие ги решаваме на тој начин што преку местен самодопринос ги градиме овие мостови. Тоа ни беше најповеќе потребни мостовите да се прават преку големата река која врви низ селото. Така да еден мост кој беше потребен да се изгради за новото училиште кај ќе врват 1200 ученици, се покрена иницијатива да се гради од местен самодопринос, меѓутоа се јави другарот Шабан Јусковски кој самоволно го изгради овај мост. Местната заедница постои како местна заедница, само не е ефикасна. Се расправало за многу крупни работи, селски, само не се остварило. На папиру се расправало, а на дело ништо не се остварило. Најинтересно е патот нас, нимачит патот. Селскиот пат од автобуската станица до ваму горе, докај што видовте. И водата.
Значи, патот и водата се две основни ствари. Се интересирало целото цело и за патот и за водата и на крајот пред една година. Еден дел од населението почне пари да даваат. Од тоа скоро и ништо не стана. За овој мост пред школовот, за него не се собрае пари, бидејќи се покуша да се берит пари. Видовме дека нема успех. Колку пари се собра? По колку дава? Па се собрале по 1000, по 2000 динари. Колку се собрале? Се собрале 20.000 динари. После тоа? После тоа на еден мислам, на еден састанак, комшиски састанак. Овде бевме кај еден мој комшија овде блиску, Абас. Постар човек и зрел човек во години. И јас се погодив тука вечерта кај него, баш околу мостот дискутиравме. Да е мостот дотраел и да треба еднога дана да се преправи. Оти е критично и за децата школски, и за опште за селото цело. И за ајвани, и за возила, и за сите работи. Уз разговор самите нас 4-5 мина колку бевме, се констатира оти нема доволно пари за мостот и нема изгледи за да се соберат пари за мостот. Па јас си премислив по моето и му предложив ними на стариот Абаза и на неколицина други што бе. Му предложив да мостот ја го преземам преку себе и јас ја го направам од своји средства. Пошто изгледиве се слаби, реков ја, за пари. По 1000 динари и по 2000 динари мост не се прави. Тие се сложие и ја другиот ден одрано уште станав и го турив стариот мост, без двоумлење. Одма стариот го турив, го раскопав, нарачав песок, цемент, битола, железо и сите тие потребни работи што бее. Кладов луѓе, свакако со надница, и јас самиот. И работив на него, го презедов преку себе, работив 22 дена. И го направив колку што могев го направив, значи го успособив. Све на све потрошив 1.400.000. Со си работна рака, мисля, со песок таму и цемент и железо и други работи. Во работата само двајца ми помогнае. Без да не речем оти немаше луѓе да ми помогнат. Се јавија луѓе да ми помогнат, ама пошто реков јас сам да го направи и то така остана. Двајца помогнае, по ден-два работа ми помогнае. Оти дур се шалаваше мостот, ипак сам човек не може. Вие гледавте кога го правеше Шабан мостот? Да. Што правеа другите кога тој го правеше мостот? Некој ретко му даде ударна работа, ама све сам ги направено. Што правеа другите? Ништо, нешто фатиле, онака, ама фатиле 10 минути и избегале. Шабан кога го градеше мостот, веќина ние веќина гледа, а да се фати некој да заработи тука, случајно некој ретки случај да се догодеше, да помогне кратко време, 10-15 минути ќе избегаше. Тој доброволно сакаше да го изгради због школата. Во Централното основно училиште Маршал Тито во Лабуништа се школуваат околу 1355 ученици. Со примањето на новата училишна зграда престоеше и изградбата на главниот мост, преку кој мост поминуваа сите ученици. Истиот беше распаднат и претесе опасно да некои ученици паднат и да дојде до некои немили случаи. Меѓутоа, благодарение на иницијативата која што е покрена еден жител од населението, мостот го изгради и со тоа учениците, а и целото училиште му е мощне благодарно, бидејќи се реши еден мощне главен проблем. Селото настојаваше да го изгради и мислеше да го гради, но меѓутоа овој терен каде што е изградена училишната зграда беше запустен и не изграден
и тој мост не беше комуникативен, но со изградбата на училиштето веќе тој мост си да доби својата употреба. Ние на Шабана му сме мощни благодарни, а истовремено ќе му заблагодариме војнина, бидејќи практикуваме да го повикаме на една свечаност и да му доделиме една писмена похвалница. Најпоти за школата, jer за ова долна џамија, патот му е овај. А тој мост врве сви од народ, не е само за џамијата. Џамијата не е објект што путува низ него. Џамијата седи на своје место. Само народот користат што врват слободно и немат хајвани да пропаѓаат низ мостот. Што понапред беше со штици. И многу хајвани пропаѓаат внатре. Ovaj most za nas, vojnike na ovoj karauли, mnogo znači. Izgradnjom ovog mosta postigli smo mnogo, to jest postigli smo redovno snabdevanje iz komande koje dolazi kamionima i sve što nam je potrebno, kamion može doći na samu karaulu. Do preizgradnje ovog mosta bilo je zaista teško, no međutim sad je život ovdje nas vojnika na karauli mnogo olakšan. Членовите на Сојузот на комунистите на основната организација во село Лабуништа, гестот на другарот Јускоски Шабан го поздравува, иако тој не е член на СК, сепак ние сметаме дека треба да подискутираме на оваа линија и што се однесува до граѓаните на село Лабуништа, тие се благодарни на овој негов гест. Ние би требало да му се заблагодариме на другарот со тоа што би можеле да го примиме како член да биде во нашата организација. Не. Ни за едно, ни за друго. Не сум имал член. Не сум имал желба, мисля, да стана член ни на една организација, ни на друга. Подобро ти е така настрана? Па помирен, подобро ми е. Пред да го почна да го правам мостот, желба имав ја да купам возило. За себе возило на свој ден, фиќо мислев да купам. Ќе го користев за одовде да си ода од Кичево дома, кога сакам ја. Ама меѓутим сматрав да е мостот више потребен него еден фиќо за мене. Годишна керка која што учи во 7 одделение. Ке ја одиш ли да продолжи да се школува? Нема желба. Мислев ја да продолжи, само изгледите се слаби за да продолжите и затоа нема изглед да продолжите. А што сакаш ти да учиш? Ја мислев да ја уча за доктор. Меѓутим тоа отпадна. Сакаш ти да има добар мост на село? Сакам, како? Сега поспокојна ли си? Да. Имаш ли ти некоја желба? Зашто? А нешто да сакаш да ти се оствари? Не. Што му фали на селото според тебе? Добро е селото, ништо не му фали. Одиш често в град? Не, ој ми е в град, овде. А си била во Кичево кај што работи мажот? Како не? Како не? Оде, како не? Живеете добро? Добро, добро. Фино, одлично. Ти фали нешто? Ништо. Значи стрекна? Стречна, фино сме. Добри сме. Ништо ми не фали.
Шабанов мост горе е. Ке школа на. Каде е Шабанов мост? А? Шабанов мост каде? Шабанов мост нема тој? Не. Не би требало да се вика Шабанов мост, затоа што тоа би звучило недобро би звучило тоа ако би се викал Шабанов мост.